Видов вчера на Рилсови, во еден вебсайт, во еден портал беше поканет директорот на Државниот архив. Повеќе пати сум кажал дека и тој водителот ист како него. Значи да има мерит системи. Поздрав за Фреди што стана повторно пријател Ипол. Благодарам за приклучувањето на каналот. Спасо, да ќе кажам, значи 30 книги ги продаваат. Таа моја мисија започна, не знам дали ме слушате бидејќи не сум пред. Таа моја мисија започна далеку пред да влезам во Државниот архив, кога не знаев ни дека ќе влезам во Државниот архив. Започна со ова досие. Значи започна со тоа една книга, гледајте колкава е. Тоа започна и опцијата пред да ги предаде на трајно чување на Државниот архив. Ако полицијата ги чистела досијата, а ние најдовме едно, се поставува прашање, колку досија се исчистени? Чии се тие досија? Кој ги чистел? Кој дал наредба? Зошто се чистени? Дали може би има во владеачките гарнитури луѓе кои што имаат, иако околу деценија и пол депонирани во Државниот архив на Република Македонија, значи кај Република Македонија потенцирам, а сега оваа нивнава е Република Северна Македонија, исто го потенцирам, да не ме сватите погрешно. Се до минатата година немаше законска можност да се објавуваат овие црни страни. Најверојатно затоа и многу малку се знае до ден денешен. Се до 1 септември 2015 се одвиваше процесот на лустрацијата со надлежна државна комисија. Откако нејзината работа заврши, целокупниот материјал премина во архивот. Потоа ние преземавме опсежна операција на средување и проверка што се е предадено од страна на МВР. Целиот материјал преброен, станува збор за неверојатни 630.000 страници, од кои на историските досија 254.000 страници, додека оперативните над 370.000 страници. Државниот архив чува повеќе. Бев, го видов, Вени види виц и си отидов. Видов дека е шукарија. И било исправно, затоа што година дена подоцна го апсија како тргува со странски агентури и зема пари за промена на име. Понатака знаете како беше. И нема да навлегувам во тоа. 2017 доаѓа Заев и прави влада. ВМРО победува на изборите, Груевски победува на изборите, ама Заев прави влада. Зошто? Некои работи сме склони да ги подзаборавиме, накратко да ве подсетам. Направи влада затоа што вети дека ќе оствари тиранската платформа и промената на уставот. Тоа јавно, јасно и гласно го кажа Заев. И тоа го спроведе. Меѓутоа, во спроведувањето на таа агенда, гласно, јасно, транспарентно, со учество и со советување, беше советник негов, сите тие години, се до оваа недела, Љубе Бошковски. Значи, јасно и гласно рече дека ја поддржува промената на името. Подоцна го поддржа и францускиот предлог, јавно, јасно и гласно. Мислам дека имам информација на таа тема, само еден момент. Значи, добро вечер, нова епизода Cyber Команда во редовниот термин, 27:30 на Infomax YouTube каналот. Јас сум Филип Петровски. Македонија има нов парламент. Парламентот одразува една силна верба дека ќе дојде до промена на името, ќе се врати старото уставно име, ќе ги вратиме избришаните принципи на АСНОМ, ќе го вратиме таму кај што припаѓа Охридскиот рамковен договор или капитулација, значи ќе го бришеме од преамбулата. Македонците се собраа, значи одиме како што беше замислено, како што беше во кампањата, како што беше адвертајзирано според новоговорот, нели, користам зборови, одиме кон враќање на се она што треба да биде таму на свое место по македонски. Заедно со вас
тоа што некој сега бесрамно го продава, да си го вратиме назад. Единствен виновник за промената на името според него е премиерот Зоран Заев, кој што уценувал партеници и тргувал за нивниот глас. Оние што одбра. Заев посочува дека министрите на ВМРО ДПМН во техничката влада не го употребувале уставното име со што испраќале провокација до Грција. Укинувањето на договорот од Преспа би не вратило најмалку 25 години наназад и би го вратило ПЈРМ или поранешна Југословенска република Македонија, односно ФИРОМ. Тоа ќе значи автоматски укинување на нашето членство во НАТО, губење на ЕУ перспективата, изгубени милиарда евра странски инвестиции и уништување на едината на новите генерации. Од ВМРО ДПМН и денеска го повторија ставот на лидерот Мицкоски. Ако освојат двотретинско мнозинство, ќе се обидат да го ревидираат договорот, но според нив тоа не значи дека Македонија нема да биде дел од НАТО или ќе има помалку инвестиции. Ние сепак стоиме позади тоа дека овој договор е штетен. И ќе биде штетен и ќе остане штетен бидејќи се задира во идентитетот, се задира во сео на македонско. И точно така ние веќе неколку пати кажуваме, доколку граѓаните ни дадат шанса, да, ние ќе пробаме да го ревидираме. Не се закануваме кон никого, сакаме да имаме пријатели на секаде, но се разбира не треба да се срамиме од тоа што сме и никогаш нема да се срамиме. Ние сме македонци, ќе останеме македонци каде да сме. За разлика од Македонија, Преспанскиот договор во Грција е затворено прашање. По падот на Ципрас и промената на власта, ставовите на Мицотакис драстично се променија речиси преку ноќ. Најголемиот критичар